Станува збор за следното, за една новина кај нас, за која што подетално ќе објасниме продолжение, насловена роботска рехабилитација кај пациенти со мозочен удар. За што станува збор? Се надевам дека овој наслов и како вовед во темата ќе ви го задржи вниманието за подетално доктор Симона Ристовска, специјалист физијатар, да објасни во продолжение. Добро утро. Добро утро. Симона, роботска рехабилитација. Примамува самиот наслов кога ќе слушнеме, но за што станува збор? Иако велите дека е новина кај нас, веќе имаме пациенти со постигнати резултати. Ајде повеќе информации. Точно така, кај нас ова новина има пациентите, дел од пациентите не знаат, затоа и самото име неурорехабилитација, бидејќи најчесто се користи кај невролошки состојби, односно најчесто го се користи после мозочен удар. Може да се примени и во рана рехабилитација, односно брзо после мозочиот удар, а може да се примени како рехабилитација и потоа. Сите знаеме рехабилитацијата што представува. Представуваат вежби со физиотерапевти кои во соодветни установи ги се изведуваат. Сега ова сушност рехабилитација што представува новина, бидејќи повеќе физиотерапевтот не ги извршува, туку имаме еден комплексен Тоа е ова што објаснувате сега. Така, ова сушност може да се види дека заедно со физиотерапевтот, ова станува збор за шаката, рехабилитација на шаката и рехабилитација на рамото и на лактот, односно на горниот екстремитет. Гледаме дека преку виртуелна реалност се користат всушност еден вид како на игри, со тие игри пациентот емитира секојдневни движења, како седење на портокол, собирање на чорапчиња или летање на авион и некои други работи кои ги емитираат секојдневните движења. Со тоа што пациентот ја изведува ова рехабилитација, не само што всушност тој го вежба екстремитетот, туку го вежба и патот. Односно, ние кај тие пациенти имаме оштетување во мозокот и тие патишта се прекинати, нели, односно не стига информација до соодветната рака, нога, во зависност која страна, дали е лево страна или десно страна хемипареза, односно оштетување не стига. Со ова ние повторно правиме нови патишта за пациентот, буквално како од мало дете. Повторно да ги научи движењата за да се врати во секојдневните активности. Што дополнително ви помага во тој процес? Како оди целата таа рехабилитација? Како што можеше да се види на видеото кој што туку го прикажавте, покрај тоа што има вежби, ние на почетокот правиме евалуација, односно мерење на соодветните движења. Кое движење пациентот колку може да го изведе до кој степен, да. И софтверот сами определува играта во зависност од тоа. Ако пациентот не го изведе според неговите можности движењето, односно не го прави целосно, она нема да му дозволи да помине, нели, како еден вид наследно ниво, нема да му даде позитивен одговор дека ја направил вежбата, се мери и брзината на изведување на движење, се мери и обемот на движење, односно тука не може да има човечка грешка. Го елиминираме фактот и втора работа што не се константни движења, досадни движења, односно со игри, пациентот по еден час прави рехабилитација на горниот или долен екстремитет во зависност, нели, што е во случајов кај нас е горен екстремитет и сега за сега имаме графикони кои ни покажуваат од првиот ден на рехабилитација, да речеме до последниот или до половина, како се одвива напредокот на пациентот, брзината на движење, опсекот на движење кој пациентот може да го направи, односно претходно ако имал 60% само од движењата, после 10-20 дена рехабилитација, да речеме 80-90%, односно зависно со степенот на оштетување и степенот на подобрување. Докторке, во која фаза може да започне ваквиот тип на рехабилитација? Во секоја фаза може да започне и рана рехабилитација, односно брзо после. Што значи тоа рана рехабилитација? Пациентот кога ќе биде испуштен од болница? Да, вообичаено после мозочен удар кај нас пациентите се задржуваат некаде околу 1 месец. Потоа веднаш пациентот се префрла во установа за рехабилитација во зависност од оштетувањето, нели, на лезијата на мозокот и на соодветно на екстремитетите. Може рана рехабилитација веднаш да се започне после месец дена, а можеме
и постара рехабилитација, односно кај пациенти докажано и дури што имаат повеќе години проблемот, повторно може да има резултати. Да, тоа е тоа што сакав да го постигнам како одговор, дека никогаш не е доцна, дека може и по неколку години, изминат период, да се започне со ваква рехабилитација. За кои состојби се препорачува? Покрај тоа што кажавме дека нели за хемипареза, хемиплегија, односно тоа е состојба после мозочни удари, состојба после трауми на мозокот, таму каде што имаме оштетувања, ако има тумори кои притискале на определено место во мозокот и потоа се отстранети, повторно кога има засегање на екстремитетите, кај мултиплекс склероза може да се користи, кај Паркинсон може да се користи, може кај оштетување на периферни нерви, односно ако имаме оштетување поради скршеница, да речеме, или прекин некаков и секотина, може да се користи повторно за рехабилитација на горниот екстремитет, независно на периферните, на кој од периферните нерви. Меѓутоа, исто така може да се користи и кај состојба после скршеници, фрактури, да речеме, на шаката, на подлактицата, на рамото, на надлактицата, односно има една поширока примена. Тука само би сакала нешто да додадам на претходното прашање, кај оние пациенти кои се постари пациенти, односно тие имаат веќе спазам, ние го викаме што значи спазам, дека пациентот не може да испружи раката, овдека ја комбинираме со уште една терапија што кај нас релативно новитет, меѓутоа не е нели. Но во друга цел. Да. Се користи ботулинов токсин, односно познат ботокс, нели, за разубавување, меѓутоа неговиот ефект се користи, односно се намалува грчот во мускулот, се намалува тој спазам и пациентот може да почне да отпушти раката, бидејќи. Значи прво се вбризгува ботокс на местото кое што го има спазамот, еве народски да објасниме да дали стане на подлактица, дали на надлактица, односно на соодветните мускули кои се згрчени, тоа ги релаксира, всушност тоа прави истото, нели, со челото, ги релаксира, ги опушта и потоа се продолжува за 2 недели некаде со рехабилитација, така да и кај тие случаеви што се или да речеме закаснет и покасни, сепак има нешто што би можело да се направи тие 6 месеци, 4 до 6 месеци, трае ефектот на ботоксот, го користиме за да се поврати, нели, функцијата на шаката и на раката. Тоа сакав да ве прашам, колку временски период е потребен со оглед на тоа дека кажавте компјутерот го следи пациентот, нема да му даде да оди во следното ниво доколку не ја постигнал целта од претходното ниво, колкав да речеме некој просечен временски период е потребен за оправување, со оглед на тоа дека индивидуално зависи. Да, зависи од лезијата, односно колку е повреден мозокот и во каква состојба е шаката, раката, подлактицата. Меѓутоа вообичаено правиме од 20 до 30 терапии во прв циклус и потоа решаваме, нели, да речеме за месец дена пациентот доаѓа на контрола, решаваме дали повторно ќе треба да се прави или пациентот е нели веќе спремен, бидејќи многу се мали статистиките за жал, каде што после 3 месеца со класичната рехабилитација само 5% после 3 месеци од пациентите се враќаат на соодветни, на секојдневните работни активности и тука се губи квалитетот на животот. Целта на оваа рехабилитација е што побрзо да ги вратиме пациентите и во секојдневните активности, и на работните места, за да можат во нормалното живење. За бенефитите, кога веќе спомнавте која е целта, кои се бенефитите со оглед на тоа дека веќе овој новитет за кој што малкумина знатно функционира веќе кај нас, со оглед на искуството и пациентите кои што сте ги имале? Разликата меѓу класичната, нели, рехабилитација, ова што за 3 пати побрзо е успехот на рехабилитацијата, односно ако 3 пати е многу брзо, многу се зголемува успехот и брзината во добивање на резултатите. Тоа според клинички студии што се направени, дека самата рехабилитација, бидејќи го мери движењето, го мери напредокот на пациентот и друго, еве вака одлично искуство, кога ќе види самиот, кога ќе му го прекажеме графиконот на пациентот, како е он, нели, подобар и он напредува, они многу се исрекни и мотивирани за уште повеќе да продолжат. Бидејќи, нели, субјективно чувството на успех дека пациентот трудот што го вложил всушност се исплати. Она што велите 3 пати повеќе во проценти, што значи од 5% преска, пред малку спомнавте за класичната рехабилитација или позната физикална. Да, во проценти 3 пати е скратување на времето, односно ако би ни требало, да речеме, 9 месеци, би значило дека пациентот за 3 месеци ќе се врати во нормална функција. Она што е исто така важно, повраќање во нормална функција, извесен временски период,
се случува ли по вакво нешто што вели статистиката, влошување, па повторно навраќање, можеби делумично на некоја состојба или едноставно си го решава проблемот? Ако во овој случај кај пациенти што имаат мозочни удари, ако не добие пациентот нов мозочен удар, ако се поврати функцијата на раката, се поврати пластичноста, тоа е на мозокот, односно патиштата повторно се обноват, ако нема ново оштетување, пациентот не би требал повторно да се враќа на рехабилитација, односно си се врати на секојдневните активности. Како споредба за класичната, во класичната се препорачува па на извесен временски период, повторно по извесен. Може и да биде така ако пациентот нели нема, односно има преголемо оштетување и не може со една рехабилитација подолг временски период, бидејќи зависи од оштетувањето во самиот мозок, колкав дел од мозокот е оштетен. Дали само раката, дали ногата, кај некој пациент имаме нестабилност вртоглавици во зависност од оштетувањето. И само на крај би сакала да го заокружам овој разговор како новитет кај нас, кои се досега реакциите со оглед на ваков нов и иновативен начин во здравството, кои се досега реакциите? Од пациентите се доста позитивни, меѓутоа и од колегите, бидејќи пациентите знаат и оделе некои од пациентите во некои центри што се подалеку од Македонија, како Словенија и нагоре, и Германија, и поради тоа, значи, први што од финансиски аспект се заштедува нели целиот момент на патување, на смештај, и многу се веќе, да речеме, среќни дека можат да добијат таков вид на рехабилитација и кај нас. Да. Ви благодарам на пренесување на информацијата и иновативноста кога се во прашање вакви тешки состојби, за кои што многу често и оперативно и во рехабилитација се патува, за жал, кај нас се следат иновативностите во здравството. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас на поканата.